вечер во Топ тема. Во редната состојба заради ширењето на коронавирусот носи рестриктивни мерки, а со тоа и се поголеми проблеми и предизвици не само за владата, туку и за општините и градот Скопје. Како да се справат со полицискиот час, животот во карантини, растот на бројот на заболени. Вечерва во Топ тема гостин е градоначалникот на Скопје Петер Шилегов. Добро вечер и добро вечер. Благодарам на поканата. Во емисијата ќе ги вклучиме и подосна градоначалниците на Прилеп, Струга, Гостивари, Чешиново и Облешево, да видиме со какви тие проблеми и предизвици се справуваат со оглед дека и таму расте бројот на заразени и заболени од COVID-19. Господине Шилегов, ќе почнеме со она што денеска ги преплави социјалните мрежи, а тоа беа фотографии и слики од преполни контейнери низ градот. Граѓаните се жалеа, опозицијата ве нападна. Зошто после 3 дена, после овој долг полициски час, имавме ваква слика во Скопје? Па, основната предпоставка беше дека сите ќе го почитуваме полицискиот час. Ние работевме во петокот, работевме во саботата, не работевме во неделата, очекувајќи дека ќе се почитува полицискиот час и луѓето отпадот ќе го фрлат понеделник сабајле, за да може да го подигнеме. И веќе е во тек интензивно подигање во делови од градот, до вечерва ќе се стабилизира состојбата. Зошто некој не се погрижи да се почитува полицискиот час така како што треба е друго прашање. Од друга страна, јас сум свесен дека граѓаните, седејќи во своите домови, веројатно за прв пат затворени на такво убаво време како што беше викендов, многумина од нас искористија да си ги исчистат своите домови и веројатно се акумулираш, неверојатно бројките кажуваат дека се произведе многу повеќе отпад од она што просечно се произведува. До од некаде 18 часот цифрите што ги примив е дека беа подигнати некаде околу 780 тони отпад визави 300 тони кои што редовно се подигаат во викенденовите. 2,5 пати повеќе. Некаде 2,5 пати, некаде 2,5 пати повеќе. Илустрација, 173 фрижидери подигнавме. Јас не знам колку кондори стари, јас не знам колку јакни, не знам колку бољерчиња, шоли, веќе искористени, не знам си што веќе. Меѓутоа, ја имаме ситуацијата под контрола, веќе во текот на утрешниот ден јас очекувам дека сликите кои што денеска беа споделувани на социјалните мрежи ќе станат минато, бидејќи за волја на вистината. Ние до пред избивањето на вонредната состојба, значи треба да си признаеме себе си, ништо не е нормално. Некој пред 5 недели да ви кажеше дека вака ќе ни се истумбаат животите на секој од нас. Да, и многу работи, сигурно. Веројатно немаше да веруваме. И дека ќе имаме полициски час. Така и тогаш и веројатно и очекувањата дека се околу нас треба да функционира нормално се нереални, имајќи во предвид ненормалноста на нашето секојдневие. Да, но воведувањето на полициски час значи дека треба да има и подготовка, нешто од ова можеше лесно да се предвиди. Па да, ама полицискиот час подразбира дека не треба да излезете го фрлите ѓубрето. Да, имаше граѓани што ставаа фотографии фалики се како нели фрлаа ѓубре и него почитувача. Проблем не е, ние немавме проблем со комуналниот отпад и нема да имаме проблем. Состојбата е за еден ден. Пак велам, јас сум некаде 2,5 години градоначалник на нашиот град. Нешто што порано можеби беше секојдневие, тоа беа вакви слики на преполни контейнери. Во мојот мандат беа надминати, ова го зборувам визави опозицијата. Се појави еден ден криза во рете, ќе надминеме, од утре состојбата се воведува во нормала и јас не очекувам дека ќе имаме вакви слики во иднина. Зошто не побаравте вработените во комунална хигиена да имаат дозвола за работа? Денеска од Министерството за информатичко општество, кое ги издава дозволите за сите оние кои треба да излезат за време на полицискиот час, сега велат дека тие не се надлежни, дека тоа треба да го прави полицијата. Факт е дека градот или комунална хигиена не побарала дозвола, иако можеше да се предвиди вакво нешто. Разликите во толкувањето нема да ги коментирам, имајќи во предвид дека станува збор за дневна, не за системска криза, која што ќе надминеме. И тоа за мене не е
Да, одлуките се носат практично на дневна основа. Не е проблем Сања, значи се надминува состојбата. Луѓето веќе се сведоци дека дел од тие фотографии кои што утрово ги стикале веќе не постојат. Вечерва ќе си почне да се работи редовно третата смена на комунална и ќе се вратиме во она што успеавме. Значи од сега ќе почнат да работат. Ќе се вратиме во она што успеавме да го направиме во изминативе 2 години, тоа Скопје барем кога е комуналниот отпад во прашање без оглед на квантитетот, пат велам. Ја ги разбирам и граѓаните. Нити мене ми беше драго, нити на било кој верувам дека му било драго да поминете некаде околу 63-4 часа затворени. Во тие услови секој од нас како да го помине времето, ајде ќе потрашчистиме по дома. Не, но доаѓа Великден 85 часа ќе бидеме затворени. Ќе го пречекаме тоа спреми, па веројатно ги исчистивме куќи овој викенд. Малку се шалам да не видам лошо, дома се создава повеќе. Лошо разбран. Овој проблем нема да ни се повтори. Делот кој што сакам, можеби малку го забораваме, е да ги поздравам и да им заблагодарам на вработените во комунална хигиена. Тоа се луѓе со своји семејства, со своји дечиња, кои што прават вонредни напори во стравот во кој што живееме сите ние во изминативе 5 недели. Секојдневно се среќаваат со најразличен отпад, а сепак обстојуваат и применуваат Дали им набавивте заштитна опрема? Да, сите имаат она основна заштитна мерка, тоа е маска и ракавици. Да, но кога се работи за отпад, дали е доволно? Министерството за животна средина имаме убедување дека кога е комуналниот отпад во прашање, истиот не може да биде преносител на коронавирусот. Делот што ми е интересен, сега зборувам од аспект на председател на ЗЕЛС, бидејќи денеска ги комуницирав и другите колеги градоначалници. Имаше такви проблеми и во другите градови? Апсолутно во цела држава, значи баш онака беше веројатно дека граѓаните седејќи дома како да помине времето, ајде ќе потрашчистиме по дома, вакви или слични ситуации имавме. Да, но збунува она зошто градижните работници добија дозвола да градат на комуналните кои, нели, ја одржуваат хигиената, нешто што е основно за нив се направи. Има отстапка за градижните. Комуналните предпријатија работеа, пак велам, и во саботата. Секаде. Во државата од една страна, од друга страна за дел од градежните активности. И тоа се работи за кои што јас да речам се гордеам што се случуваат во нашиот град, особено во делот на клиничкиот центар каде што го помагаме здравствениот систем во изминативе. Да, асфалтиравте улица и направивте влез во и не е само тоа, вие ќе видите допред великденските празници каков све концептот што го работи градот внатре во клинички центар ќе биде и тоа инфраструктура што ќе остане. Бидејќи клинички центар не е работен можеби повеќе од 50 години, ни инфраструктурно, ни инсталации. Да, чекаме нели оваа влада најави дека ќе го сели така. Ни инсталациите, меѓутоа и доека се исели тој овој постојниот ќе треба да функционира следниве 5 до 6 години минимум и ќе обезбедиме барем достоинствен влез, достоинствено место и за паркирање на граѓаните, за движење на пешаците, за движење на болните, како и да е функционираме во едно време кое што не е карактеристично само за нашата држава, е во рамките на светот. Но искористивте ова да асфалтирате и други улици, Пластичарската или ше неколку други, со истата брзина како и клиничкиот центар? Па, тие што сакаат да ја гледаат реално работата што ја работи град Скопје, како јас го водам овој град, со исклучок на вчерашниот ден за комуналниот отпад. Добро, сега се префрлив на со исклучок на вчерашниот ден за... Каде признавате дека практично е направен привид? Проценката на менаџментот на комунална хигиена веројатно беше погрешна и они рекоа, шефе, луѓето се у полициски час. Зашто да ги вадиме нашиве кога нема да смеат да искочат да го фрлат луѓето ѓубрево? Меѓутоа очигледно дека што не знам Министерство за внатрешни или не знам си кој не до крај доследно ги спроведува. Добро, во секој случај е погрешна проценка и погрешна проценка таа на менаџментот на комунална хигиена. Јас очекувам дека таквата погрешна проценка нема да се повтори, имајќи во предвид бидејќи го гледам ангажманот на вработените. И за великденските сигурно и повеќе. И дека од сега натаму мојата наредба која што денеска дадов на менаџментот на комунална хигиена е дека комунална хигиена мора да се врати без оглед на се.
Имаше редовно јавувања функционирање. дека се одлага сметот на Вардариште повторно, дали е тоа? Не, Вардариште е претоварна станица. И таа е претоварна станица од кога е затворена депонијата. Не е тоа нешто ново. Сега па гледам опозицијава, обидувајќи се очајно. Јас не мислам дека е време за политика, Сања. Не само опозицијата, и граѓани. Јас, например, ова не го видов од опозицијата, го видов од граѓани. Ова време во кое што живееме не е нормално време и опозицијата, за жал, сака да го политизира нешто што живот значи. Јас како човек тоа не го прифаќам, нити водам, нити креирам политика во полза на Социјалдемократскиот сојуз. Јас водам и креирам политика во полза на граѓаните на градот Скопје. Вардариште е претоварна станица. Значи не се одлагат камионите на комунална хигиена, кои што се до 6 до 8 тонски, од кога ќе се наполнат, одат на Вардариште го истовараат. Таму имаме постројка за селекција на отпад, која што овие 2 дена не ја правиме заради големиот прилив, се полнат 60 тонски камиони со булдозери и се носат во Дрисло. И тоа е тоа што се случува на Вардариште. Таму не се одлага отпад. Ама тој е претоварна станица 30 година назад. Сега во лудилото, јас се извинувам на граѓаните, не сакам да внесувам политика. Оние кои што и лично ме познаваат како човек, знаат дека јас во вакви моменти никогаш не употребам политика. Тоа не е политика, за живот и се работи. Ме боли како човек пред се, што определени политички структури во времето во кое што живееме, а ги карактеризира наназад, да се играат со емоциите на луѓето, се играат со нашите национални чувства, загрозеност за државата. Да, меѓутоа и задачата на опозицијата е, вие сте на оваа јавна функција и сте свесен дека ќе бидете изложени на критика. Не е спорно тоа право на опозицијата, меѓутоа не е... Кога е аргументирана? Не е задача на опозицијата да си игра со стравот, оправданиот страв, од светскиот проблем наречен COVID-19. Значи, да ги лажете луѓето, 30 години од кога е затворено Вардариште е претоварна станица. Дека сега Шилегов го правил со цел да се минимизира она што Шилегов го работи, а го работи, со исклучок на погрешната проценка на менаџментот на комунална хигиена за овој викенд, за комуналниот отпад, па ние до петокот немавме проблем. Каде до петокот, оваа недела, до пред 2 дена. Да, рековме погрешна оценка. Проценка ве прашав, нели, за заштитата, бидејќи директорот на комунална хигиена се пожали, тој имаше пресконференција во четвртокот или петокот, поправете ме, рече дека се фрла медицински материјал, дека граѓаните на секаде фрлаат, работниците таму не се... Рековте само обични ракавици практично кои овие носат. Да, овие кои што и јас ги носам, сепак и за тоа и ве прашав дали ќе им обезбедите соодветна заштита. Ова е нешто што го обезбеди град Скопје за сите своји вработени во јавните претпријатија. Заштитни ракавици, заштитни маски, што по протоколот на Светска здравствена организација е сосема доволна заштита за медицинските работници кои што не работат директно во инфекционите оделенија, како што е да речеме инфективната клиника. Што значи, ако е тоа доволно за докторите, доволно е и за вработените. Овие медицински помагала се во моментов проблематични секаде во светот, меѓутоа правиме вонредни напори, дури гледам дека и нели викендов имаше некоја преписка со господин Трајановски. Ја стварно добро, тоа е нешто друго, да не ќе влеземе подоцна, бидејќи визави делот дека мене лично као човек, јас сум градоначелник на овој град, овој е мој град, наш град. Живеат луѓе од сите етнички, религиски, политички припадности. Мислам дека не е вкусно, а секој од нив го има тоа право да се чувствува различно и етнички, и политички, и религиски. Не е вкусно да се обидеме со нивните стравови или стравовите за нивниот живот, за животот на нивните најблиски, за животот на нивните семејства, сега да правиме политички поени. Да, и тие што критикуваат имаат своја одговорност, се разбира. Го имаме веројатно градоначалникот на Прилеп, Илија Јовановски. Дали е вклучен? Господин Јовановски? Добро вечер. Се слушаме? Јас вас ве слушам.
Дали вие? Јас вас слушам, повелете. Одлично. Добро вечер, Илија. Добро вечер. Вака, денеска кај вас беа представници на владата, од денеска војската ги чува маркетите, банките, сите објекти, дури беше најавено дека ќе ги чува и парковите. Зошто имаше толкава потреба? Во Прилеп на вистина се зголемува бројот на заразени и заболени, но зошто на помош ја повикавте армијата? Што е толку критично? Добро. Уште еднаш добро вечер на гледачите на Телма телевизија и сакам да потенцираме во овој момент дека пандемијата навлезе во втората фаза, каде што секојдневно бројот на заразените случаеви и процентот на позитивни со коронавирусот се повеќе и повеќе и рапидно се зголемува. Таква и таа втората фаза, што за жал Прилеп го зафати, ми се чини малку порано или неочекувано брзо. И затоа и покрај мојот апел до раководителите на банките, до собствениците, до директорите на пилјарите и на маркетите, да имаме пред банките и пред маркетите добро направен ред, затоа што се повеќе и повеќе граѓаните сакаат да извадат пари, да подигнат пари од банките или да купат намирници од маркетите и пилјарите. Редот се губеше. Немаше доволно редари од банките, за жал. И покрај моето апелирање на неколку пати, не само што не беше доволно, воопшто не беше присутно, така речи, обезбедувањето на банките, за да се одржи таа така наречена социјална дистанца на граѓаните. Мислам дека секој мој апел, секој дневна пресконференција или моја изјава, граѓаните голем дел го почитуваат тоа. Има социјална дистанца, ама недоволно, и затоа мојата загриженост дојде до таму што зголемениот број на новоинфицирани случаеви во нашиот град ми даде за право да побарам помош од армијата. Сега сакам со една реченица, две да кажем што значи таа моја барање на мојата помош. Не значи дека со доаѓањето на армијата ќе се плашат или сакам да ги сплашиме граѓаните да бидат мирни, да стојат наред. Не, напротив, армијата заедно со полицијата, а посебно армијата, сакам да го потенцирам, има највисок рейтинг како институција во нашата држава. И со нивниот авторитет практично само по себе и нивната почит што имаат граѓаните према нив, имаме влеваат сигурност и безбедност. Тоа е суштината на моето барање на доаѓање на идење на армијата во Прилеп. Што значи тоа? И да напоменам дека вчера јас побарав помош од армијата, од Министерството за одбрана и од Генералштабот, и во вечерните часови и денес во утринските часови пред сите банки, пред големите пилјари и маркети во нашиот град. Нашите доброволци од општина Прилеп залепија околу 800 налепници пред сите банки и маркети за да има дистанца, растојание на граѓаните да стојат еден позади друг. Господине Јовановски, нели е доцна за овој чекор и зошто не успеавте самите вие да ги дисциплинирате граѓаните, да им објасните колку е тоа опасно да се туркаат и да не држат дистанца, дури сега да ставате знаци и да повикувате армијата за тоа што ужива најголема доверба. Зошто нема доверба во вас како локална власт? Овде не станува збор за доверба на моја доверба или на локалната власт. Ова зборува за односот на граѓаните према нештото. Значи, таа социјална дистанца што треба да ја држат граѓаните и покрај мојот апел секојдневно, мојот апел, некогаш присутност и на полицијата, некогаш присутност и на редарите, во една прилика ги испратив редарите од
комуналните редари од општина Прилеп, заедно со асистенција на полицијата, и покрај сето тоа не успеавме да ја одржиме таа социјална дистанца, тоа растојание на граѓаните што треба да ја држат пред Што е банките. причината за тоа? Што е причината? Што е причината? Да. Па самите вие може да замислите што е причината. Не е На тоа, толку заболени и заразени во Прилеп, на толку драматичен раст на болни, зошто не ги почитува? Очигледно дека голем дел од граѓаните не ја сваќаат сериозно состојбата во која што се најдува земјата, светот, нашиот град. Јас немаше ова да го направам ако драстично не почнеше да се зголемува бројот на инфицираните случаи. Али точно тоа го направив кога почна драстично. Ако не се зголемуваше драстично, можеби немаше и до овој чекор да го направам. Али мислам го направив во право време, во вистинско време. Инаку јас не верувам, или во многу малку општини има вакви налепници ставено. Тоа е на некој начин можеби и навреда на граѓаните. Ама ете, моравме и тој чекор да го направиме, затоа што само тогаш, кога ќе имаме вакви налепници на отприлика 2 метри растојание и присуството со авторитетот на полицијата и на армијата, мислам дека тој стравопочит што постои кај граѓаните ќе биде доволен за во иднина да го имаме, да имаме оваа социјална дистанца, затоа што мораме на некој начин и ние учиме секој ден и си прилагодуваме. И мислам дека го одбравме. Да видиме дали сега ќе ги почитуваат. Благодарам господине Јовановски за учеството во топ тема. Шлегов, турканици има и во Скопје. И пред банките се обидува со редари. Можеби има понекогаш во маркетите, иако ова со дистанцата кај нас некако во Скопје повеќе се подчитува, но имаше, например, редици за плаќање данок на имот. Вие државте седница на 50 метри, каде што седевте нели надвор, седница на Советот, на 50 на метри се туркаат да платат данок на имот. Неколку сегменти се. Немаше турканици за плаќање данок на имот, бидејќи данок на имот не се плаќа во градот. Градот Скопје пропиша во Барака 16, таму во Барака 16, која е на 50 на метри, да бидам попрецизна. Да, таму работиме на шалтерски систем, редарската служба на градот кај граѓаните замолува. Ние немаме поинаков механизам, освен луѓето што ќе дојдат да ги замолиме, сепак да бидат 2 метри позади тој кој што е во моментот услужуван на принцип на шалтерски систем, со цел да го избегнеме оној момент на комуникација. Лошо е за политичар да го каже ова што јас сега ја намерав кажам. Ова е работа во која што секој мора да го земе својот дел од одговорноста. Надвор од тоа што ние што ги водиме институциите и ги водиме сериозно добро имам во предвид или упатувам да видиме што ни се случува во сериозно поразвиени земји од нашата, каков крах се доживеа и на здравствениот, меѓутоа и на институционалниот систем. Меѓутоа, надвор од институциите мораме секој од нас да разбереме дека секој од нас поединечно има и мора да носи одговорност за сопственото однесување кога е во близина со луѓе. Ние одржавме... Вие малку ги сметате ли дека полицијата треба да биде и построга и повеќе да казнува и да биде поприсутна? Па, од она, сега како дел од државниот кризен штаб зборувам, што го имам како информација, министерот Ќулев извести дека имавме околу 134 прекршители на полицискиот час, фатени прекршители на полицискиот час. Не постои систем во смисол на државен систем никаде кој што може да направи апсолутна контрола по принципот еден човек еден полицаец. Или еден човек еден... Сигурно не е, но дали треба поголема контрола? Еден човек еден комунален редар. Токму заради тоа кажав дека мора секој од нас поединечно да ја свати и сопствената одговорност. Ако не да чувствувам одговорност кон вас, не ме разбирате лошо,
тогаш да чувствувам одговорност кон своето семејство затоа што денес и блиските кон нас. Така. Тоа е целта и на овие мерки. Тоа е целта и мислам дека ако тоа успееме да го разбереме или што побрзо тоа успееме да го разбереме секој од нас поединечно, нема да ни се случуваат слики како што ни се случуваат во минатото. Луѓето сме склони со цел да си ја олесниме тешката позиција во која или да се помириме со тешката позиција во која што се наоѓаме, да изнајдеме за нас лесно прифатливи или поприфатливи психолошки да се вратиме на вашата одговорност. Ќе дојдеме и до незе. Сакам да кажам во смисол на тоа дека јас го прележав во јануари, тогаш имаше многу големи грипови во Македонија. Ова е една обична настинка од која што на никој ништо нема да му се случи. Тој тип на работи се во моментот веројатно поприфатлив за секој од нас и така на известен начин. Да, има луѓе кои ја сватија сериозноста, да. Пред да го вклучиме другиот гостин, добивам порака од Дејан Маџовски, тој е пожарникар. Тој вели дека пожарникарите до сега немаат добиено маски и само 2 пара ракавици добила за еднократна употреба. Пожарникарите надвор од секојдневието кое што го имаат, кај што не се ангажирани, кога се на терен, имаат специјална опрема која што обезбедува сосема доволно заштита, која што се однесува и на лична опрема и на заштитни маски, визери. Така што не им треба посебна опрема. Ниту пак природата на гасење на пожар бара вакви заштитни мерки. Да, меѓутоа да им одговориме на пожарникарите, велите секој се плаши и има право бидејќи кога не гаснат пожар, сепак има и друга работа. Треба да се придржуваат до социјалните мерки, а тоа е 2 метра разлика. Меѓутоа, веројатно може и да добијат маски, а не само заштитни ракавици. Го имаме Рамис Мерко, градоначалникот на Струга. Добро вечер. Господине Мерко. Добро вечер. Разговара... Поздрав до колегата Шилегов. Поздрав, Рамис, добро вечер. Поздрав за Стружани. Во Струга исто така има голем број на заболени, за жал имаше и 6 смртни случаи. До сега, како во Струга се почитува полицискиот час? Со оглед на тоа дека ни престои еден многу долг викенд, 85 часа да останат луѓето дома, дали се тие одговорни, дали имате проблеми, дали има турканици? Мислам дека од формирањето на кризниот штаб, мерките кои што ги имаме преземено како локална самоуправа, исто така и сите мерки што доаѓаат од владата на Република Северна Македонија, сите на некој начин се имплементирани и мислам дека се прифатливи за граѓаните на општина Струга. Сите тие пораки или совети што се дадени од еминентни стручњаци, епидемиолози, инфектолози, од тоа што доаѓа и од другите земји, значи од искуствата и пораките што ги праќаат сите околу COVID-19 во поглед како да се чуваме, значи истите се сватени позитивно од граѓаните. Се почитува, да. Самите дежурни. Каква е состојбата, господине Мерко, но каква е состојбата во Лабуништа? Таму се споменуваше дури дека ќе се бара воведување на карантин. Таму има и друг проблем што го посочи од инфективната клиника, дека некој имаше заболени, што ја криеле својата состојба, што криеле дека се болни, што имаше на вистина лош исход, дури и починати. Дали го контролирате Лабуниште? Мислам дека се покрена малку повеќе фама околу Лабуништа, околу сите тие граѓани што работат во странство, нарочито во Италија, но ја можам да кажувам дека
лабуништани се многу свесни и сите што дојдоа од странство, сите го прифатија самоизолацијата, секој си го чуваше фамилијата, комшијата, соседите, мислам и целото село, па и сите други населени места околу, така што како што и го слушав и господинот Шилегов, а како што го слушаме и министерот за здравство и заменикот, дека не знаеме кога дошол коронавирусот во Македонија. Нагаѓаме јануари, нагаѓаме можда и децембар минатата година, така да тоа укажува дека не најде неспремни и од можда самиот страв што мислевме дека ќе биде полош, сите некако стремевме, но после тоа секој на свој начин почна да ги прифаќа мерките и да ево го намалиме тој ход на влегување на коронавирусот во Струшко. Очигледно вие не стравувате толку како на вашите соседи во Охрид. Таму градоначалникот и локалната власт повика и предложија во текот на великденските празници Охрид да ги затвори вратите за посетителите. Дали сметате дека и Струга треба тоа да го стори? Добро. Мислам дека охриѓани направија неколку гафови во ова со соседите тука. Во почетокот не ги примаа пациентите, така и почина првата пациентка. Потоа повторно на некој начин не ги примаа по наводници, не беа одговорни. Ова беше можда една проба од колегата, односно од кризниот штаб од Охрид, што мислам дека е неправедно. Ние зато денеска имавме и контраизјава, така што во лоши времења пријателите се познаваат, никој не сака да го искористи ова ситуација да му штети на други, него треба сите заедно сплотени да работаме во намалување, односно Тоа значи дека сметате дека треба да дојдат гости во Струга, во Охрид и другите градови, не е тоа опасно? Тоа е регулирано со самите одлуки на владата, на главниот кризен штаб. Знаете дека од петок до вторник ќе има полициски час, кои луѓе ќе дојдат и кои луѓе ќе си одат. Значи нема ни идење ни одење. Секој ќе биде во своето место и треба достоинствено и понатака да ги применуваме мерките што доаѓаат од кризниот штаб. Господине Мирко, за крај уште едно прашање што не е толку врзано со кризава. Зошто се уште не ја доставивте листата на дивоградби, одамна истече тој рок што беше поставен? Тоа е веројатно најголемиот проблем во Струга. Иако тоа не е за моментот прашање, значи не сте информирање, се е однесено и пак тврдам дека во Струшкиот крајбрежен појас нема дивоградби. Ке го провериме тоа, господине Мирков, и благодарам за учеството во тој тема. Господине Шилегов, што мислите за овој предлог на охридската локална власт? Поддржани се и од охриѓани, голем дел на охриѓани, како што велат тие скопјани, да се воздржат да дојдат за Великден? Мислам дека треба сите да бидеме на нивото на одговорноста која што носиме, особено затоа што секој од нас поединечно раководи со сериозни институции. Општините се сериозни институции и одлуките или барањата да ги заснуваме пред се на здравствените причини. Затварањето на Дебар и неговото денешно отварање од карантинот беше проценка на здравствените институции.
не наблегувајќи во оправданоста или неоправданоста на стравовите кои што можеби градоначалникот на Охрид и тамошниот Охридски кризен штаб ги има и што е легитимно и за охриѓани, како што и за било кој друг граѓанин на да, и во други земји се забранува комуникација и патување меѓу градови. Тоа исклучиво мора да биде одлука и проценка која што ќе се заснова одлука на централно ниво, на државата. Секако, да, но кој е вашето мислење? А проценката за таквата одлука треба да се заснова на здравствените, а не на индивидуалните чувства. Замислете сега, јас као градоначалник на Скопје, побарам да се затвори Скопје да не влегуваат во него луѓе. Значи мора да има некаква си епидемиолошка генеза и причина за таквото воведување на определена состојба во определена општина, како што беше во Дебар. Само да ја подсетам јавноста дека во моментот кога државата донесе одлука дека Дебар и да Центар Жупа како две општини да бидат ставени во карантин, во остатокот од државата немавме така речени никакви мерки освен училиштата и препораки за социјално дистанцирање. Сега во остатокот од државата имаме полициски час од 16 часот до 5 часот наутро, што значи дека и абсорбирањето на Дебар како општина веќе ќе биде многу поедноставно. Не сакам да дојде, не дај Боже да дојде до некаква здравствена ескалација на кривата или движењето на епидемијалната зараза на COVID-19 во определена територија, за да бидеме како држава принудени да го направиме тоа што го направивме во Дебар некаде на почетокот на пандемијата. Јас сум среќен што Венко со својата екипа, епидемиолозите, да, се базира на нивните проценки. И ако сакаме да погледнеме на вистината во очи, може би имаме најблага крива во регионот. Да, но секогаш се воздржуваме и велиме чекајте да видиме сите затоа што знаете кластер на зараза може да ви се појави било каде. Не, го споменав ја Охрид и ве прашав вас, затоа што еве денеска беше соопштено дека во викенд населби имаме ние околу Скопје каде што имало собирање на повеќе луѓе. Јас мислам дека полицијата во време на великденскиот викенд ќе треба да обрати посериозно внимание на разбивање на групи на кои што се движат по викенд населби. Инаку зошто би го затвориле Охрид за Великден, кога е полициски час во Охрид, како да, тоа го кажа и градоначалникот Мерко, и да дојдат во Охрид, ќе треба да седат во Охрид хотели веќе не работат, бидејќи сите хотели во државата се затворени. Сега луѓе што имаат станови во Охрид, а се од Скопје, не знам, Струмица, Битола, не знам, од било кој дел од нашата држава, на крајот одено зошто му забраните на човекот да се види својата недвижност таму, а секако ќе мора да остане во нејзе. Значи, дали тој бил во полицискиот час во Охрид, а ќе биде полициски час, го најави денес владата од петок од 16 до вторник до 5 часот наутро, дали тој ќе го помине во Скопје, во Охрид, во Куманово, не знам, во Радовиш, не знам, во Струмица, во Гевгелија, сосема seедно. И од тие причини сметам дека малку можеби е да се оправда заради стравовите во кои што живееме сите, меѓутоа можеби малку неумесно или преубрзано барањето на кризниот штаб на општина Охрид. Го имаме на Скайп градоначалникот на Гостивар, Арбен Таравари. Добро вечер, господине Таравари. Добро вечер. Добро вечер, Арбен. Вака сега, во Гостивар од 8 заразени 3 се медицински лица. Меѓутоа, за Гостивар постојано стигнуваат некои информации кои потоа се покажуваат дека се лажни, дека има голем број на заболени во болницата, здравствени работници, дека ќе дојде до затворање на здравствените центри. Дали е тоа така и од каде се овие информации? За среќа не е така. Во Гостивар е ситуацијата релативно стабилна. Од вкупно 143 тестирани во општина Гостивар, општина Врапчиште и општина Маврово, вкупно се регистрирани 8 случаеви, од кои што еден од Струмица и вратен е повторно во матичниот град и болница, и едниот пациент е кој што беше позитивен, на вториот тест беше негативен и сега третиот се очекува, најверојатно е негативен и тој е здравствен работник.
Вкупно само во општина Гостивар се 4 заразени од 140 тестирани. Просечно се очекува 10 до 20% од епидемиолошките анализи да испаднат позитивни, така во Гостивар ниту една третина, значи околу 3% се позитивни од тестираните луѓе, така да, иако бројот е мал на тестирани граѓани во Гостивар, мислам дека бројката требаше да биде барем 1000 тестирани со брзи тестови, меѓутоа тоа е тоа. Од тие вкупно, значи 4 заразени, 3 се вработени во здравствениот систем, значи во болницата во Гостивар, и 1 е граѓанин. И вие сте лекар и самиот велите има малку тестирање. Дали баравте да има повеќе тестирање? Сметате ли дека тука треба да се направи промена? И дали ги добивате, колку брзо или колку бавно ги добивате резултатите од тестирањата? Значи, по моите информации што ги имам од Институтот за јавно здравје во Гостивар, тестираните на 5, 6 и 7 април се уште некои имаат добиено, некои немаат добиено. Значи, скандалозно, доцна се добиваат резултатите, меѓутоа не е моментот за вакви работи да ги разговараме, не сакам скептично ова да стигне до кај граѓаните. Меѓутоа, ова е вистината што се случува, да имав ја ингеренции барем во здравствен дом во Гостивар, како што требаше да се децентрализира и локалната власт да земе одредени обврски од здравството, ви гарантирам денеска во Гостивар ќе имаше многу повеќе тестирани, не дупло, туку можеби 5 пати или 6 пати повеќе. Имајте во предвид дека брзите тестови коштаат не повеќе од 10 евра и резултатите се добиваат за 30 минути до 1 час, така да релевантна цифра на заболени во еден град како што е Гостивар, значи некаде околу 100.000 граѓани, минимум 1000 тестови треба за да имаме горе-долу една цифра објективна колку има заразени граѓани. Тоа значи дека има голем дел и дека бројката можеби е многу поголема на тие што се заразени. Со кој проблем се соочувате друг како градоначалник? Дали граѓаните го почитуваат полицискиот час или и тука имаме неодговорно однесување? Како се справувате? Во Гостивар релативно добро, значи мал број на инфицирани е како резултат на совесност на граѓаните, кои што се придржуваат стрикно, зборувам сега за поголем број на граѓаните, не можам да речам сите, меѓутоа огромен број на граѓани се придржуваат на сите препораки што се даваат и од Централниот кризен штаб и од Општинскиот кризен штаб. Меѓутоа, искрено и ние овие 3-4 недели сме работеле скоро секојдневно во советување на граѓаните како да се припазат. Со одредени видеоклипови, со кампањи, со одредени прикази како да внимаваат, на што да внимаваат, со материјали кои што недостасуваа на албански и на турски јазик, преведувајќи ги сите материјали што излегува од Светската здравствена организација, додека од Министерството имаше само македонски, ние бевме сервис на граѓаните да ги преведуваме и на албански и на турски, се со цел што повеќе граѓани да бидат информирани за тоа што се случува, како да внимаваат, како и тие да допринесат што помалку инфицирани да има во општина Гостивар. И ја мислам дека најголема заслуга за мала инфицираност во Гостивар секако имаат граѓаните. Дали се бара да ги објавите? Малку, Арбене, си контрадикторен, се извинувам, сте контрадикторен. Значи, сега од една страна викате ако има повише тестови ќе искочи дека има повише инфицирани, а сега се заблагодаруваме на граѓаните затоа што има малку инфицирани. Зборуваме за рапид тестови кои што се контравержни во стручната јавност, вие како доктор треба го знаете тоа подобро од мене, а COVID-19 е инфекција во која што нема превара. Нема лага. Ако човек се инфицира во рок од 7 до 8 дена, кај него максимум се појавуваат симптомите, дај Боже да остане под контрола бројката во Гостивар ваква каква што е, меѓутоа не можеме да кажеме дека имаме повеќе инфицирани отколку што покажуваат тестирањата, а да имаме сосема поинаква епидемиолошка слика во општина Гостивар. Ако имаме повеќе инфицирани, тие ќе се манифестираат на овој или на оној начин во здравствениот систем.
И тоа е факт. И тоа не зависи исклучиво од бројот на тестираните, бројот на позитивните. Тоа е нешто со кое што вие како доктор и поранешен министер за здравство верувам дека ќе се сложите со мене. Ако ми дозволите, јас би ме коригирал овие брзи тестови, не ги најдов ја, не се мој личен патент, тоа се користи во цел свет и цел свет користи такви тестови. Значи да беа мој патент, еве ја рекламирам мој продукт. Меѓутоа брзите тестови се најдобри за да дојдеме до горе-долу реална цифра, за да ги изолираме тие луѓе кои што навистина се заразени, а се асимптоматски. И тие се најголемите пренесувачи на вирусот. Ја не велам Гостивар, исклучок не е Гостивар или некој друг. Било каде. Меѓутоа, ако имаме ние епидемиолошка слика, свесни сте вие и јас се обидувам да читам и да разговарам со науката во Македонија, што е, ја верувам и вие ја почитувате исто колку и јас. Ако имаме присуство на вирусот и во асимптоматично смисла на инфицирани луѓе, во таа варијанта дури и едниот човек е асимптоматичен, меѓутоа оној кој што врз кој што е пренесен не мора да значи дека е асимптоматичен и тој како клиничка слика ќе се јави во здравствениот систем. А факт е дека кривата која што имаме во нашата држава е релативно добро контролирана во смисол на симптоматичко појавување на болеста и нејзино третирање. Не зборуваме дали треба или не треба да се применуваат рапид тестовите, меѓутоа не мислам или не верувам дека и вие верувате дека поголемата примена на рапид тестовите ќе ни покаже поинаква епидемиолошка слика од таа која што во моментов ни се манифестира во здравствениот систем. А имаме во моментов, чисто заради ваша анализа, ова го кажувам бидејќи секојдневно се обидувам и заради грижата за Скопје, и заради грижата на граѓаните на државата, здравствениот систем во овој момент со ова присуство на епидемијата во државата е некаде 13,3% оптоварен, што значи дека може здравствениот систем да прими една сериозна поголема бројка која што очекуваме дека нема да ни се случи ако сите кластери се движат на ова ниво на кое што сега се движат, имајќи во предвид и дека имаме два големи верски празници, Великден и започнувањето на рамазанските пости. Ако успееме тука да ја задржиме само дисциплината кај граѓаните, тогаш јас очекувам дека и со ова ниво на тестови, а на тестирањата на позитива на инфекција на COVID-19 сме после Словенија убедливо најголем број на тестови направени во државата, така што би сакал да околу рапид тестовите нешто да расчистиме. Значи, после Словенија, после Бугарија и после Хрватска сме највише тестирани на милион граѓани. Само после Словенија. Словенија 25.000 значи, тестови. Денеска имавте, јас не знам, докторе, дали знаете, денеска имавме на 658 тестирања, 658 тестирања, кои што знаете како вакви се претежно кластерски тестирања, наменски на кластерите кои што епидемиолозите да му дозволиме, ајде да одговори на 24 позитивни резултати. Така што би сакал тука да бидеме прецизни околу тестовите. Да, му дозволиме да ни одговори. Се извинувам што ви влегов во реченица. И велам дека секаде во цел свет од тестовите колку што се тестирани испаѓаат позитивни 10 до 25%. Во Македонија приближно се тестирани, ако не се лажам, 7.000 и нешто или 8.000. И од нив се 700 или 800, 700 и нешто заразени. Кога би тестирале, значи 25.000 би имале 2.500 горе-долу. Така, брзите тестови и текако се препорачливи, па потоа кој ти испадне позитивни од тие брзи тестови се препорачуваат по детални испитувања, меѓутоа скрининг и откривање на одредени метастази кои што постојат низ сите градови, а ние кажуваме дека имаме во Гостивар 4, во Кичево 0, во Кавадарци 7, и тие бројки не се реални објективно, меѓутоа ја посакувам што помалку последици да има. Ја би сакал уште нешто да спомнам. Ја мислам Петре, председател на ЗЕЛС, треба полека да почне да се разбуди и да почне да побара од владата помош за општините. Имаме приходи за никаде, Министерот за локална самоуправа не е никаде. Мислам дека треба да се размисли за општините, бидејќи се ќе капитулираат за 2-3 недели, 4 недели, ќе бидеме без никакви приходи, нема да можеме ни плати да исплатуваме. Затоа и во овој правец би ви сугерирал да размислите и за редукција на одредени ограничувања одма после 20 април, бидејќи пикот е
оваа недела и минатата недела беше. Јас се надевам после или оваа недела во која што сме, бројката нема да биде повисока со позитивни случаеви отколку минатата недела. А тоа е веќе добар знак за размислување на редукција на одредени ограничувања, а во меѓувреме да се направи кампања, што поголема кампања до... Сметате дека треба веќе да се олабави со полицискиот час и ограничувањата на движењето или да се воведе, да се овозможи производството некаде да функционира или што да се улесни? Апсолутно. Ја бев за најстроги мерки да бидат првите 3-4 недели. Тогаш ќе беше најефективно да беат што построги мерките. Меѓутоа полека да размислиме и за економијата. Веќе почнуваат луѓето кои што живеат со дневници, распуштање од работа, така да треба да размислиме за тоа полека да се олабават, не да се тргнат комплетно. Меѓутоа да се олабават, а во меѓувреме да се направи кампања од Министерството за здравство, од владата, од општините во освестување на луѓето како да внимаваат и да се пазат. Да, тоа мислам и дека постојано се прави. Ви благодарам господине Таравари и вам на учеството во топ тема. Убава вечер, Алберт. Ке направиме тука пауза за реклами и се враќаме на дебатите. Гледате топ тема, гостин ни е градоначалникот на град Скопје Петре Шилигов. Господин Шилигов, Таравари, градоначалникот на Гостивар, спомена дека општините ќе бидат во навистина голема криза откако ќе запремо редната состојба. Гледам овие курирци, ама не можам да ги премолчам, пошто стварно ми е преку глава што ДПМН е во вакви Па добро, ама ако може да се концентрирате на прашањата, јас што ви ги поставувам, сепак не дојдовме тука да ги читаме. Со нив можете и после безобразни простаци што едноставно не заслужуваат минимум внимание. Се извинувам што ви го злоупотребувам медиумот, значи имам прашање. Ако и од ДПМН е премногу. Имате начин со тоа да се справите. Значи, што ќе сторите, ве повика како председател на ЗЕЛС, општините, зошто ќе се најдат во толку големи долгови, што се случува во моментот и што ќе преземете? Па, мислам дека првичниот шок кој што го живеевме сите и како држава и како општество и како граѓани пред се индивидуално, подразбираше повлекување и сопирање на активностите. И тоа беше некако логичен потек и имајќи во предвид дека определени, да речем, делови од економијата во цело се стопирани. Нарочито угостителството, особено кафичите, рестораните работат со онлайн достави, хотелиерството и транспортот се средини кои што се сериозно погодени. Меѓутоа, мислам дека полека сите ќе се навикнуваме на новата реалност, која што е можно новата реалност бара и можно и да потрае и ќе побарате ли од владата? Ќе се стабилизираат односите, стабилизирањето на односите ќе подразбира и стабилизирање и на приходната страна во буџетите, што на единиците на локалната самоуправа, што на градот Скопје, што на државата, така што полека мислам дека ќе влеземе во нормализација од мај натаму. Воколку не дојде до таква на стабилизација, она што го очекуваме да видам како ќе даде импакт или какви последици ќе даде и на ниво на централен буџет за да побарате, да речем, помош како единици на локална самоуправа и тогаш ќе направиме веројатно заедничката проценка како единици на локална самоуправа од една страна, од друга страна владата. Меѓутоа имаат општините механизми како да определени економски циклуси во рамките на сопствените одговорности кои што ги имаат, ги поттикнат или ги направат. Ќе пренаменувате средства. Значи, ние наречам во град Скопје го стопиравме кредитот за изградба на забавниот парк, бидејќи стварно не мислам дека Луна паркот го одложи. Не мислам дека е во ред градот да го задолжиме за да градиме Луна паркот, меѓутоа истото толкаво задолжување го имавме за изградба на инфраструктура во градот, што значи ќе го внесеме што директно, што индиректно во градските компании со цел да луѓето тамо приходуваат и да се заврти тој сегмент. Кажавте, ќе имате ли штета од тоа што се пожалите дека граѓаните ни почнуваат да не ги плаќаат сметките?
Јас би замолил не работат извршителите. Да, јас би замолил да се воздржуваме од лесни изјави во периодов ние кои што ги водиме институциите. Тоа е дека што значи неплаќање на сметка. Ја разбирам, на сите не е тешко. Меѓутоа, ако сме ја земале полната плата за март, се зема полната плата за март, скоро во сите стопански гранки, тогаш нема оправдување. И администрацијата. И администрацијата, особено администрацијата, тогаш нема оправдување за неплаќањето на сметките. Зошто? Ќе ви даваме неколку примери. Системот на водоснабдување со се оперативните трошкови, минимално, чини некаде околу 1.600.000-700.000 евра месечно. Системот на комунална хигиена, со се оперативните трошоци, минимално, чини некаде околу 1.400.000 евра. Системот на јавниот транспорт чини некаде околу 80 милиони денари, значи некаде околу 1.300.000 евра. Сите заедно кога ќе ги соберете, тоа се 6-7 милиони евра. Ако луѓето престанат да ги плаќат сметките, или ги повикуваме да престанат да ги плаќат сметките, лесно, ќе дојдеме ние до определена групација на луѓе што и загубила работни места и ќе има, за жал, може би социјални последици од ова и за нив ќе да се погрижиме на посебен начин, меѓутоа не можеме да имаме општ повик. Тогаш ама кога им велите нема извршител, нема да имате последици, се велите зошто да ги платиме. Тогаш да се разбереме, град Скопје со солвентноста која што сега има, ја има, јас ја соопштив транспарентно на граѓаните, ќе може да ги издржи овие 3 или 4 предпријатија кои што се неопходни за нашето секојдневие неколку месеци, ете половина година. Меѓутоа неплаќањето на сметките ќе значи дека неколку месеци од сега нема да имаме вода за пиење. Затоа што нема да можеме да го одржиме системот. Или нема да можеме да го подигаме сметот. Видовте, во еден ден имавме погрешна проценка на менаџментот, што ни се случи неподигањето на сметот. Така што би замолил прво да се воздржуваме сите од јавни... Да, но зошто од владата не побаравте да... Јавни изјави... И не интервениравте да биде селективно, да немате вие таква штета? Интервенирав јас, верувам дека интервенира и другите колеги, да се воздржиме и гледате дека имам воздржување од таков тип на изјави, затоа што системите што живот ни значат, едноставно да, но не мора да ги повикувате граѓаните со самото тоа што нема казни, нема извршители, тие едноставно решава да ги одложат и да не ги плаќа. Да не звучам лошо, не сакам нити па имам намера. Да, знам дека не сакате да ги напаѓате граѓаните, но тоа е само последица на донесена одлука. Ако не ја платите сметката во март, сметката во април, во мај ќе имате 3 сметки за плаќање. Неисклучувањето или повикот за неисклучување за 2 месеци не значи дека не треба да ги платите сметките, дека во јуни некој нема да ја исклучи струјата. Ова и водата или... Да, но 3 месеци знаете дека никој нема да исклучи. Да, ама ќе си го оптоварите и домашниот буџет и буџетот на своето семејство со 3 месечни неплатени сметки. Така што мислам дека после првичниот шок во кој што сите бевме, никому не му е драго да сме вака во како што се наоѓаме, да се разбереме, еве ние што сме носители на функции со уредба на влада работиме за 14.500 денара. Па не направивме тоа, да речем, преголем проблем. Меѓутоа, сакам да кажам, мора секој да внимава и мора секој на свој начин да биде одговорен. Неподмирувањето на сметките во комуналните предпријатија, особено на ниво на сите општини, може сериозно да ги загрози животно важните системи на граѓаните и затоа мислам дека тука треба да го најдеме балансот помеѓу луѓе кои што навистина не може да ги платат сметките и луѓе кои што тоа не го направиле од некои други причини. Но рековте дека има пари во буџетот и дека сега ќе им дадете на уметниците да минимална 14.500 да настапуваат каде? Градот Скопје минатата година имаше прилив од околу 5.900.000.000 денари. Во историјата на нашиот град, како постои како ваков административен, значи од 2005 наоѓа, најголем приход. Немало да речам поголем приход од тоа што беше реализирано во минатата година, а од друга страна сме имали балансиран расход. И успеавме, откако го водам јас овој град, да имаме во моментот кога го општев тоа со советот 850 милиони денари на едната сметка, на другата на тековната, на наменската 200 милиони, на втората наменска
околу 350, значи некаде околу 1.300.000.000 денари, што се пари што град Скопје никогаш ги немал. Добро, и што ќе направите со тие пари? Затоа изборував дека сме ние солвентни. Згора на тоа, но тоа е донесено. Згора на тоа и сме во фаза на задолжување на градот за изградба на инфраструктура, на улици, не на споменици, на стиропори што ги гледам позади вас. Добро што ме подсетивте, туку нешто што ќе остане како трајно добро во нашиот град. Меѓу другото треба да ги дислоцирате галиите. Рековте до 10 април, денес е 13. Од денеска тече рокот. Што значи тоа? Па секој ден може да се случи тоа, ќе видиме. Да не правиме се спектакли од пресериозна емисија. Значи, јас сум должен од една страна да овозможам на економијата во градот Скопје да влезе во инвестициски циклус како јавна инвестиција и заради тоа го зијаме или влегуваме во ова кредитно задолжување на градот. Откако сум градоначалник немаме еден денар кредит земано. За овие 2,5 години сме го раздолжиле градот за преку 15 милиона евра. Добро, ние кажавте, да. Така, со цел, зошто го зијаме кредитот? Со цел да можеме останатите категории во градот на кои што им е потребна помош, да ги субвенционираме. Како што се на независните уметници. Добро, тоа е сега одлука во моментов донесена. Па не е само во момент, да, ни градот има културна програма и сериозен број на уметници ве прашав каде ќе настапуваат за време на беа субвенционирани од градот и сега ние сме во оваа фаза на разговори со владата да може да возможиме на независните уметници, оние кои што би биле поддржани од културната програма на градот и би реализирале определени програми, а сега заради меркиве на социјално дружење не можат да ги применуваат, да им дадеме алтернативен начин. Да обстанат, меѓутоа на платоа каде што имате 4-5 згради да може да засвират, па и во полициските часови им ги направат моментите на Скопје малку поинтересни. Таа е цела нема да биде достапно. Ќе биде доволно достапно на сите и доволно достапно на добра дистанца. Пред да го вклучам градоначалникот на Чешиново Обличево, Горанчо Крстев, да ве прашам што во оваа криза го гледате градов празен, пуст. Можете да го видите онака како што никогаш не ни предпоставувавте дека ќе го видите и што одлучивте да промените како да бидете по-сервисно ориентирани кон граѓаните. Што ќе промените прво? Мене лично празното Скопје ми раѓа емоција. Негативна. Зашто е сепак Скопје еден град на... Добра, ма еве шанса да видите се што му фали, што не можете да видите. Јас од прилика и знаев што му фали, влеговме во реализација. Сега ќе видиме како ова ќе се одрази на приходната страна за да можеме после некаква сета нормализација да влеземе во сериозна имплементација. Па не, ќе продолжиме ние со инфраструктурната инвестиција. Делот што сега е загрозен е она што ние го размислувавме околу смарт ситито и она што го размислувавме околу тоа да ги доведеме, односно тргнеме од улица контейнерите, да ги доведеме пред домовите на секој скопјанец. Да ги вратите оние... Тоа беше на времето. Беше идејата на која што работевме, да секој влез има свој контейнер и да не може било кој да го отвори, токму граѓаните тоа ќе го возможат. Да, кога сме пак и сметот ѓубрето, еве предлог, вели Драган, ако да се одреди термин кон крајот на денот, половина час да се фрла ѓубрето, ако е дозволено нели шетањето на милиници, да се одлага од 20 до 20:30, а во ноќните часови екипите на комунална хигиена да го собираат. По постоечкиот правилник за комунален ред на град Скопје, тоа малкумина го знаат затоа што никој не го имплементирал и скопјани за жал се стекнаа со лоши навики во изминатиот период, инаку по постоечкиот затекнат од моја страна правилник за комунален ред, комуналниот отпад скопјани би требало да го одлагаат помеѓу 19 и 21 часот секоја вечер, затоа што од 22 започне третата смена.
А бидејќи комуналните инспектори и така бидејќи ние толку, бидејќи не сме биле познати се по имплементација, тоа било заборавено, можеби не е лош момент како велат старите. Секој е лошо за добро да го реафирмираме малку. Штом веќе го имате, може и да го искористите. Горанчо Крстев, се надевам дека го имаме на телефон. Господин Крстев? Дали го имаме господин Крстев на телефон? Да, добро вечер. Добро вечер. Вие сте единствениот функционер во државата кој самиот соопштите дека сте позитивен на COVID-19. Колку време сте веќе во изолација и со кого сте, со целото семејство, како тоа изгледа? Да, значи повеќе од 12 дена сме во самоизолација. Откако разбравме дека берберот на кој бев на шишање дека е заразен од коронавирус и се повлеков одново самоизолација. Тоа беше 23 март. Да? Додека не разбравме дека берберот е позитивен, јас бев на работа, одев на работа во општината, си ги обавав поврските секојдневни, што требаше, откако разбравме и се повлеков дома во самоизолација, од кога отидов и направив прв тест кој беше најбрзо во Систина, кој ми покажа негативен, на мене и на мојата сопруга. После 2 дена бев во Филип II, исто направив тест кој ми покажа позитивен. И од тогаш сме во самоизолација, јас и мојата сопруга. Немаме никакви проблеми до сега и сум среќен и што моите вработени кои им давав налог да седат дома 14 дена во самоизолација. Дали и тие се тестира и дали има меѓу нив некои кои се позитивни на COVID? За сега имам сознание еден од вработените кој има направено тест е негативен. Денеска се очекуваат резултати од повеќе вработени кои имат направено тестови. Уште немаме никакви информации. Моите деца пред 3 дена направија тестови кои се негативни. И ми причинува особено задоволство за луѓето околу мене и за самите нас, што немаме никакви симптоми, немаме проблеми сега за сега. Да, се надевам дека да и така ќе остане. Она што поздравам и јас. Добро вечер, да се ми жив и здрав, да не се секираш, се ќе биде добро. Да. Поздрави дома. Она што се случува и што ми го напомнате, имате проблеми со граѓаните. Што се случува? Вербално ве напаѓаат, ве етикетираат. Вие самиот објавивте дека се позитивен. Што сега ви се случува? Па пред се човечки и нормално, за да можеме да ја заштитиме јавноста, луѓето да ги заштитиме и тоа човечки аспект, значи морав јас сам да објавам, тоа не е за криење, за да ги заштитиме луѓето и населението и нашите пријатели околу нас, што сам се пријави и кај матичниот доктор и во Институтот за јавно здравје. Пред се морам да кажаме на голема благодарност на граѓаните во општина Чешиново, Облишево, кои ја сватија таа ситуација дека е така, со исклучок на некои луѓе, тоа се многу мал број на луѓе кои шират дезинформации со тоа што имаше случка. Едно лице е пријавено во полиција како лажни вести шире во општината, дури дојде до тај степен дека кажа дека Бог да го прости градоначалникот си починал. Имам пријавено во СВР Штип, во СВР Кочани. До сега и денеска имам информации дека Министерството за внатрешни работи нема преземено никакви активности против тоа лице, иако има закон за ширење на лажни информации, дека треба да се повика лицето. До овој момент лицето не е повикано во полиција на распит.
ништо нема преземано Министерството за внатрешни работи. Тоа са мал број на луѓе кои се дрзнат на такви, можем да речем, ненормални работи, ама за жал тоа е. Иначе повеќе број од луѓето во нашата општина ми се јавија и ја сватија ситуацијата со помош на општина Карвици, општина Кочани, низ кој излегува во пресред, пуштија возила, правиме дезинфекција во цела општина, во сите населени места. Јавното комунално предпријатие си го собира сметот редовно, нема заостанато ништо, така да функционираме. Имаме издадено потврди за продавници кои треба да носат храна за полицискиот час, тридневниот што беше, исто така сега спремаме да го завршиме тоа. Значи целата општината функционира и покрај тоа што вие сте во самоизолација. Ви благодарам, останете ни во добро здравје, се надевам повторно ќе ни бидете гостин. Господине Шелегов, за крај, кога слушате вака, вие никој не е имун, се покажа, на овој вирус, се среќавате со многу луѓе кога ќе слушнете вака дека не само што се заболуваат, имаше дури и барања да се објавуваат имиња на заболени. Знаете како, имав јас на социјалните мрежи на личен статус за менталитетот. А COVID-19 е работа на која што може му се случи на секого, без оглед на националност, вера, пол, возраст, политичка припадност. И е вирусна инфекција до која што човек или со која што човек може да се стекне од никаде. Да, за тоа истравот е значи голем. не зборуваме со срамно дејствие. И некогаш малку ми смета кога треба да се шиканираат или оцрнат луѓето кои што верувам не по своја волја или свесно се ковид позитивни. Имаат симптоми на вирусот. Принцот Чарлс, монархот на Британија, беше ковид позитивен. Да, и многу други премиерот на Велика Британија Борис Џонсон беше фала Богу денеска излезе од интензивна нега болница. Не, во Скопје ова стигматизирање не е можеби толку видливо и присутно како во некои помали средини. Не смееме да дозволиме затоа што на секој ќе може да му се случи. Грга е прекрасен човек. Поздравам уште еднаш, одличен родител, добар другар. И му се случило едноставно. Ова е толку лесно се врши трансмисијата на овој вирус што никој од нас не е сигурен. Ваш колега сосема несвесно. Ме разбирате, но и лесно се шират лажни вести и се дига паника. И јас затоа некогаш и се обидувам во оваа епидемија да не внесувам политика. Некогаш реагирам емотивно затоа што ме нервира како човек, не како политичар. Остете го Петро. Не, и самите рековте нема политика така, и затоа и да прекинете. Реагирам на подлоста, на црнилата во душите на определени или определена една конкретна политичка структура. Која што не се во моментов здравјето на граѓаните не се либи, Сања, проблемот е што не се либи, имено, и тие луѓе во вакви услови не се либат да шират лажни вести да ги плашат граѓаните. Се радуваат на поголем број на заболени. Тоа е ненормално, луѓе. Знаете што, во оваа ситуација како техничка влада во вонредна состојба, значи има инструменти да се реагира и за тоа, така да останува на власта да реагира. Затоа некогаш и вака реагирам. Оти за мене, јас сум веројатно од ретките и тоа може да го доаѓате од владеачката коалиција, можете да побарате да го посведочи вистинската советничка група на ВМРО-ДПМН, бидејќи кога сакаат да ме црнат, пишуваат советничката група на ВМРО-ДПМН, јас знам дека тоа не се тие луѓе. Јас јавно заблагодарив на советниците на ВМРО-ДПМН во Советот на град Скопје за поддршката што како град Скопје, како институција, остете во Петре Шелегов. Ја добив во она што го направивме како план и програма за адаптација на градските политики во услови на епидемија. И така треба да соработуваме. Се надевам дека ќе остане таа соработка, за галиите веројатно ќе се јавите да посведочине. Ви благодарам за учеството. Тука е крајот на вечерашната топ тема. Имајте убава вечер.